49-тиот надпревар на Вардар во Европа, 27 во купот на УЕФА. Но на теренот се решаваат работите. Тука никој не смее да им одземе желбата, само да вербате и спортскиот мотив на избраниците на Драган Канатларовски вечерва да обезбедат поволен резултат пред реваншот до Воларнака, без оглед на тоа со какви кадровски проблеми се судруваат. Еве актерите на денешниот надпревар на градскиот стадион во Скопје. Полека се освежува времето, присутни некаде околу 4-5 гледачи. Овој пеколен ден денеска невообичаен да го заокружат со освежување со фудбалско, ќе биде сигурно убаво доколку фудбалерите на Вардар им приредат добра фудбалска представа и направат добар резултат против кипарскиот представник, против гостите од првата рунда во квалификациите од најмасовното европско фудбалско надпреварување купот на УЕФА. Можеме полека да се пресеглиме со овие основни податоци, составите на двете екипи на овој надпревар. Домакинот Вардар, Канатларовски, оди со овие 11 минути, немаше големи дилеми и имаше малку фудбалери на располагање од оние стандардни. На голот е Георгиевски, потоа Брага, Бојовиќ, Перендија, Секуловски. Во одбраната во средниот ред Степановиќ, Мојсов, Ристевски и Пеев, и во нападот Емрулаху и Кировски. Можеме да го погледнеме шематскиот приказ, значи Георгиевски на голот, Перендија и Бојовиќ централен дефанзивен тандем, Брага десно, Секуловски лево, Мојсов и Степановиќ во средниот ред по бочните позиции, Ристевски и Пеев, и во нападот Кировски и Емрулаху. Одиме со составот на гостите од Фамагуста, екипата на Кипар. И нивниот тренер Темур Кецбаја не можеше да смета на неколку фудбалери, но за тоа потоа одиме со составот Бече на голот, потоа Пурсаитидис, Кацавакис, Ламброс и Нодикумана во одбраната, Жлогар и Панаги во средниот ред заедно со Пахарс и Дејанов и Фабиња, и во нападот е полскиот интернационалец Сосин. Вака се шематски распоредени. Значи во одбраната 4 фудбалери, Пурсаитидис десно, Кацавакис и Ламброс централни дефанзивци, Нодикумана по левата бочна позиција, во средниот ред Жлогар и Панаги, потоа бочно Пахарс и Дејанов и Фабињо како поддршка за шпицот на кипраните Сосин, полскиот интернационалец, најдобриот стрелец во кипарската прва лига во изминатите неколку сезони, поточно 3 поред без не сметејќи ова последната. Се наоѓаме пред почетокот на надпреварот, што ќе го води романска судиска тројка, ја предводи Себастијан Колтеску, а ќе му помагаат Едуард Думитреску и Михаел Илиеску. Нам ќе ни помага поточно мене и вас, се разбира, стручниот коментатор за овој надпревар, тоа е нашиот екс-репрезентативен фудбалски на Македонија, екс-фудбалер на Вардар, што е многу битно, и екс-селектор на младинските категории, Илчо Георгиевски. Добро вечер, добре ден. Добро вечер, добро се гледачите на нашата телевизија. Па и подобра плата на противникот. Так, да. Е, уште една акција, Емрулаху оди во напад сега, добра се уфрла, таму десно е уште една добра топка за Емрулаху, удар не му и добра интервенција на Бечај. Да. Од везната линија. Исто така искусен фудбалер кој што настапуваше за Словенија на Европското првенство пред 7 години. И сега незгоден удар. Еве втора шанса за кипраните, центаршут, и сепак недостижна оваа топка за Јорде Георгиевски, меѓутоа имаше среќа затоа што Пахарс и повторно, значи ова е веќе некаде 10-11 прек, ја мислам околу 16 метри со корнерите точно. Да, Вардар не искористи, не морало да го Мојсов или Пеев, да видиме. Пеев еве сега игра на варијанта, одлично штета. Степановиќ. Ова е недобрата шанса на Вардар. 36-та минута. Страничните делови. Добра акција, Емрулаху, еве топка за Кировски, добар потек, уште еднаш Кировски, бара позиција за удар и непрецизно. Одлична шанса за Вардар. 42 минута, 43-та поточно Кировски, добра акција. Многу фрлање и сега ова се опасни ситуации за голманите. Ова во модерниот фудбал е веќе познато, веќе прекин центар шут добар и сега можеше да биде многу опасно ова.
Добра интервенција на Перендија и сега оди Пахарс. Добар пробив на Пахарс. Беличе само во 67-никот против тројца фудбалери на Вардар, меѓутоа се придодава Дејанов и сега голема шанса пропушта Анор Тозис. Тоа е еве таа ситуација уште еднаш да видиме дали имаше таму контакт во овој дуел. И на спротивната страна одлична интервенција сега на Ристевски и Брага. Бара топка Емрулаху. Ја добива, добра. Одлично Брага сега. Удар на Брага, меѓутоа брани Бечај. Првата акција, првиот удар на кон голот на Бечај. Во секој случај како да се ослободи оној почетен психолошки притисок кој ги врекол по оние две добри шанси на Дејанов во 46-та и 55-та минута фудбалерите на Вардар. Филјо, добар удар. Илчо, може би поради оно што го говоревме на почетокот на преварот и покрај тоа што не ми делува многу импресионирани и со респект на почетокот на преварот и во оние периоди кога ги имаа своите шанси фудбалерите на Вардар. Така требаше да настават. Така. И сега нема офсет. Голема шанса. Дејанов оди истрчна таму Јорде Гергиевски и сега не може да сгреши од оваа позиција бугаринот Дејанов. Оно за што зборувавме пред малку, подоцна на почетокот на преварот, Илчо го кажа дека во некои од тие ситуации кога се поставува оваа офсайд стапица, еднаш нема да подигне знамице, помошникот и тука е се решено. Од оваа позиција што имаме сега ние на забавената снимка, тешко ќе може да се утврди дали имало офсайд, што во овој момент и не е многу битно. Во секој случај, 87 минута, бележиме дека Дејанов, тоа е фудбалерот кој што имаше оние две одлични прилики на почетокот на второто полувреме. Сега траа таму протестите на фудбалерите на Вардар. Забележав и црвен картон. Да видиме дали е тоа Перендија. Имаше еден жолт картон на дефанзивецот на Вардар. Да видиме, мислам дека е Колтеску покажа црвен картон за одбранениот фудбалер на Вардар, Перендија. Во секој случај Вардар во ниеден момент не беше, да кажам, послаба екипа на денешниот надпревар. Имаше своји шанси во првото полувреме, играше многу добро, не ги искористи тие шанси што ги имаше. Нормално този се една искусна екипа која што ја казва. Знаеше да го казва, да. Грешките на Вардар ги казни. Ево шанса за Степановиќ сега. Буквално во последните секунди од судиското надополнување, меѓутоа тешко е сега да се игра под некој психолошки притисок. Да не забораваме, има играч помалку Вардар во овие последни минути, излучен беше Перендија поради протестите кај помошникот на романскиот судија Колтеску и во овој момент токму тоа значува крај на првиот надпревар од квалификацијското коло од купот на УЕФА, во кое што Вардар е поразен на градскиот стадион во Скопје од кипарскиот Анор Тозис со 1:0. Голот за огромна предност и обезбедување на чекор до пласман во втората квалификацијска рунда за кипраните го постигна